Овде и сега Бриф МК, отпорот против режимските лаги, против партиско-полициската бруталност, отпорот на Сдружената опозиција продолжува и денеска во Скопје. Нека знае дека ќе тепаме! Бриф! Напред, Бриф! Уе, Грујо! Уе, Грујо! Уе, Грујо! Снимај, мајсторе, да си го види Грујо народот, снимај! Само на СТП! На СТП! Победа! Тања Томич по кој пат на скопските улици и улиците низ Македонија по повод отпорот кој што го пружате или давате Социјалдемократскиот сојуз и Сдружената опозиција? Преку 10-15 пати ќе продолжам на ваков начин се додека не се сменат работите во државата. Ти беше една од оние која што можам да кажам беше највлечена, најтепана, најголем отпор им даваше на оние кои што се обидуваа да ти изнесат брутално надвор. Беше свесна дента што ти се случува или? Не, целото случување на 24-ти некако ми е како во сон. На крајот се освестивме и јас и колегите што всушност не се случи, бидејќи до последно не очекувавме дека некој ќе се дрзне да удри на таков начин врз демократијата во државата. Не 42 пратеника да ги изфрли од собрание, туку тие 370.000 луѓе што не гласале да ги изфрли од државата. Се упатуваме пред Министерството за внатрешни работи, токму таму од каде што дојдаа сите оние коцкасти, големи, округли ликови за да пред се ги изнесуваат жените брутално. Ќе викаш, ќе кажеш, што имаш да кажеш? Министерството за внатрешни и министерката одамна немаат легитимитет. После поголемиот број на случаи кои што не ги разрешија, ова беше само крем на цреша на шлагот. Министерката за внатрешни требаше до сега веќе 5 пати да даде оставка само поради фактот дека дозволи да гледа пред нејзини очи да тепаат и да влечат пратеници. Да не говориме за тоа дека таа ги поттикнуваше.
Đeljo Хоđić, добар ти ден. Колку што можам да приметам, нема ден и нема град и настан каде што Здружената опозиција пружа отпора ти да не си присутен. Зашто се работи? Која е твојата идеја? Мојата идеја е револт против оваа ненародна влада. Револт против оние кои ми го загрозија моето право на протест. Револт против оние кои ми претеа за тоа што сакав да си го искажам мојот став. И не до сега, туку и на сите следни настани ќе бидам и секогаш ќе кажувам муа на оваа влада додека не слушна мура за победа и додека не си отидат од овде. Како ќе чуеш ура за победа? Ура ќе чујам кога ќе се охрабри уште повеќе овој охрабрен народ и ќе бидеме сосема доволна на улица. Ти си еден од активистите на Здруженијето Аман. Јасно и гласно зборуваш не само преку социјалните мрежи, туку и вака и денеска во камера. Можеш ли да ме кажеш кои се конкретно и какви се заканите кои што ги добиваш? Значи, во граѓанската иницијатива Аман имаше неколку закани на повеќе активисти. Јас добивам пораки дека не треба да бидам толку гласен во моите настапи, во моите колумни, но тоа мене ме охрабрува повеќе. Јас ти благодарам и ти честитам на храброст. Фала ти тебе, Нора. До победа. Дали сте за бойкот на избориве или не? Мислам дека прашањето малку поинаку треба да биде дефинирано. Всушност, нашите протести се за да излеземе на избори, а не да ги бойкотираме. Убеден дека нашите барања се и реални, и коректни, и остварливи, сметам дека ќе бидат реализирани и ќе излеземе и победиме на следните локални и парламентарни избори. Александар, по кој пат на Скупските улици? Веќе да ви кажам, не ги броиме, ни остана чудно ако не сме на улица. Дополнително јас доаѓам од Ѓорче Петров, кој што е најреволуционерна општина во град Скопје, така да револуцијата ќе почне од Ѓорче Петров и ќе заврши во Кисела вода, бидејќи во Кисела вода е ставен споменик на Тодор Александров, а ние од Ѓорче Петров го бараме да му доставиме кривична пријава, бидејќи ни губи нашиот патрон на кого го носим името општина Ѓорче Петров. Ова мала компарација за тоа што се случува во државата, тоа е еден минорен дел заменување на историјата, заменувањето на менталитетот и табијето на овој народ, а ова што се случи после црниот понеделник, мислам дека е крај и нема друго освен да одиме до крај и да извојуваме победа за нас и за овој народ. И ќе бидеме, мене ми е кеф како млад човек, како кандидат за градоначелник што сум дел на ова револуционерно движење кој што ќе биде запаметено во историјата дека турнало од еден диктаторски систем. Господине Нумовски, сите викаат ќе одиме до крај, што значи до крај, каде е крајот? Крајот е предвремени парламентарни избори. Не ни требаат локални избори ако не ја слушаме ова централната власт. Значи ние со притисокот продолжуваме на улица за да се свести овој народ, особено да се свести владата дека треба да си поднесат колективна оставка и да одиме на избори. Да го видиме тој нивни рейтинг. Господја Маца Трамковска, некако навикнавте да давате отпор. Кажете ми зошто сте денеска овде? Се уморив малце чига. Тука мислам дека од мене поголема причина ретко кој има да биде тука. Моето цело семејство е по едно заложништво, би рекла, на овој систем. Фамилијата моја една трагедија доживеа. Се упатуваме дека Министерството за внатрешни работи. Ќе кажете не, ќе дадете отпор на Министерката за внатрешни работи. Онаа која што јавно, словно речено, тепаше жени. Во такво едно тепање се најде и вашата ќерка. Да. Моите внуци сега, тројцата имат родендени. Прво беше на малата, па сега на постариот син и после тоа на 15 малиот, трет роден ден. Беше бебе, сега порасна. Мислам, од тоа поголема причина не може да постои за да бидам јас тука и да бидам против овој систем на владење. Излези Никола право на тераса и поздрави го народот што гласа.
отпорот против режимските лаги, отпорот на здружената опозиција продолжува и натаму моментално во главниот град на Македонија, во Скопје. Погледнете што се случува. Каде бе човек? Каде?